Битола Василица ми се чини најголема традиција за битолчани, општо во Македонија. Василица во Битола најубо се слави, мислам. И како што иди се поголем замав земат, луѓето почнаа веќе ми се чини никој дека дома не спремат, сите со порачка. Така да за Василица не знам ни самок во колку број ги правиме мазниците. Како било некогаш, како е сега, имате мајстори, по колку сте работеле, како? Порано имаше повеќе мајстори, значи четворица ќе праеја во работилницата, еден тука, 5 души, и па не можевме да стигнеме за сите. Сега ги распоредуваме, еден е само мајстор, ама сиве дена па си земаат си мрзнат дома. Кои живи замрзнати, значи тепсија си носит, му го правиме се со пари како што сака, си земаат си мрзнат и сиве дена распоредено. Еве од понеделник почнавме, вторник, среда, четврт, до недела имаме порачки. Зошто нема мајстори? Нема, младите никој не учат. Ете, ние 2 деца имавме. Може ја, има ја фаце, ама сите бегаат на нешто полесно, ама не знам до кај ќе оди ово со младите, што никој не ќе ништо да занае да научи. И вака од прилика се знае по колку мазници правите за Василица За сите овие Василица. денови? Од годините можам да кажам дека, например, тогаш се знаеше 2-3 дена вака со порачки во поќе дена како сега што правиме овие години, не. Во тие 3 дена негде 700-800 ќе дојдеа мазници. Само од вашата пекара? Само од нашата пекара. А замисли овие што се поголемите пекари колку прават пак. Имам слушнато дека сте праќале дури и во странство. Да. Јас стварно се чудев како ги носа минатата година за Америка 16 тави бурек и мазници ги опековме и ги замрснавме, а како ги пренесе човекот до Америка не ми е јасно. За Америка ги носеше 16 тави, па за Лондон, Германија, еве синот наш е во Германија и стално му пуштаме. Ќе ги испечени замрзнати, таму ќе стигне, ќе ги стопла исто како тогаш, да. Земат, од тука стварно земат, идат и од соседна Грција, луѓето бендисуваат нашиот бурек, мислам, од секогаш.